Здраво Македонија! Дали се сеќавате кога СДС дуи во 2023 година направија измени на кривичниот законник за кој се дигна голема врева дека служат за амнестија на тогашни и идни функционери? Тогашниот премиер Димитар Ковачев Таче соопшти дека измените се направени, цитирам, на некој начин во консултација со Европската Унија. Измените на кривичниот законник се согласно европската регулатива и ќе донесат поефикасен судски систем, смета премиерот Ковачевски. Тој вели дека вакви одредби за злоупотреба на службената положба имале и Германија и Словенија. Ковачевски тврди дека сите процеси се консултирани со официјален Брисел, а европското знаменце не било злоупотребено. Сите процеси кои што се одвиваат кај нас се на некој начин комуницирани со Европската Унија. На некој начин, можеби како на онаа реклама за перници, мислам дека беше во која детенцето оди кај родителите во спална и додека спијат им кажува: слушајте, добив кец по математика, да не е дека не сум ви кажал или не сум ве консултирал во случајов. Тогаш од Европската Унија имаа малку спротивен став од тој на премиерот Таче. Сепак од Европската комисија со поинаква реторика од онаа на премиерот оттаму велат дека се загрижени, дека експресно донесените измени влијаат на голем број случаи од високата корупција. Велат и дека немало консултации со Брисел на оваа тема. Жалиме поради недостатокот на сеопфатни консултации со домашните чинители и со Европската комисија пред нивното усвојување, како и за употребата на процедурата на знаменце на ЕУ. Се сеќавате? Ем кажаа дека Таче лаже, ем го искритикуваа по кој знае кој пат тогаш злоупотребеното европско знаменце во парламентот, со кое, како до сега коалицијата вееше секогаш кога сакаше да покаже вистинска европска демократија. Ние ќе си тераме по скратена постапка, а вас, опозицијо, кој ве гребе. Ќуранот имаше тогаш едно јако објаснување. Кривичниот закон бил направен од Дарт Вајдер на македонското правосудство, па Ковачевски морал да го менува. Премиерот вака ги правда измените во кривичниот закон кои биле од комунистичко време. Критиките од Европската комисија не допираат до председателот на владата. Ако ја погледнете висината на казните и ја споредите например со Словенија, тогаш ќе видите дека се на исто ниво. Тоа што ние претходно имавме закон во кој што казните беа, би рекол, од некое комунистичко време, бидејќи беа направени од еден, јас го нарекувам, Дарт Вейдер на македонското судство и обвинителство, Дарт Вейдер на... И така и Дарт Вейдер стана комунист. Знаеше храбро да се постави Таче ко сивоња, иако се шушкаше дека со измените немаа за цел само да си овозможат простор за олеснување на животот во иднина, како што, например, Бајден амнестираше во последниот ден од мандатот, а Трамп во својот прв ден од мандатот. За да сме чисто начисто дека овој начин на функционирање функционира и во најголемите светски демократии, нели? Туку и дека една од целите на тие законски измени наводно била поврзана со план за роварење во редовите на ВМРО. Кој знае дали е точно, не кажаа ништо пријателчињава конкретно. Не и се. Ова беше 2023 година. 2 години подоцна, Уставниот суд заседаваше на темата и му даде рок на Собранието да коригира некои од одредбите во законот. Собранието тоа изема да го направи, бидејќи уставните суди им дадоа рок на пратениците до кога мора да го направат тоа. Собранието одлучи во тој рок да направи измени на законот, а новиот закон кој се работи веќе подолго време да биде усвоен, мислам, до крајот на 2026 година. И сега, туш! Оние кои ги укинаа членовите во 2023 година, денес бараат укинување на нивната одлука за укинување. Ко не полуди, тај не е нормалан. Почитувани медиуми, почитувани граѓани. На денешната комисијска расправа, тендер коалицијата ВМРО знам, ги одби сите амандмани на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата за кривичниот законник. Одбија враќање на членот 353, злоупотреба на службена должност. Кој вие, тако речи, го избришавте во 2023 година, а сега барате да се врати во првобитна состојба, односно како што бил пред вие и дуи да си го дотерувате по мерка. Чудесно, реално, луѓе, чудесно. Одбија враќање на членот 353, злоупотреба на службена должност и овластување на решението пред измените од 2023 година. Причината е јасна. Со сегашните решенија нема одговорност кај некритичната област, тоа се тендерите. Или во превод, со законот кој го гласавме ние од СДС и ДУИ, нема одговорност кај тендерите. Без силен член 353, тендерската коалиција сака слободно
да ги дели државните пари на своји фирми без одговорност. Сега тоа на сите им е јасно. Мислам дека на сите им е јасно со каква цел вие сте го смениле законот во 2023 година, а именно, како што каже и самата, за тендерската коалиција која го сменила законот или донела законот, да подсетам, сакала да дели пари на своји фирми без одговорност. Чекај бе, да не премина во ВМРО Тренчевска? Ништо чудно, ги има доста прелетачи, ама не, реално не. Таа само мисли дека народот има меморија на златна рибка, 3 секунди. Но станува уште поинтересно. Дали ќе го поддржат законот, Деновиве го праша и Вилипчета наш Венче. И еве што тој рече. Измените на Кривичниот законник се денеска во собрание ќе поддржите ли? Не, апсолутно имаме сериозни забелешки затоа што се дополнително амнестираат одредени можни прекршувања на законот. И тоа сметам дека е направено намерно. Тоа не е случајно. Ова е уште еден обид да се прикаже нешто како реформски закон, поднесување на реформски закон, а на мала врата се дозволуваат амнестии на актуелни функционери. Не, апсолутно имаме сериозни забелешки. Ке го поддржите ли законот? Не, апсолутно. И историското и апсолутно не. Траеше пократко и од историското не на Ковачевски за францускиот предлог, кој барем траеше 2 дена. Ова на Филипче му траеше некои 2 минути. Поминаа измените на Кривичниот законник со кои се предвидуваат повисоки казни за корупција извршена од функционери и службени лица, наспроти решенијата што власта на СДСМ и ДУИ ги воведе во 23-та, а со кои се овозможуваше полесно застарување на предметите. Со законското решение се воведуваат и нови кривични санкции во делот на Safe City, како и олеснета постапка за пријавување на сторителите на семејно насилство. За измените гласаше владеачкото мнозинство на ВМРО ДПМН знами вреди, а поддршка даде и пратеничката група на СДСМ. Ке поддржите? Не, апсолутно имаме сериозни забелешки. 2 минути подоцна гласаше и СДСМ. Што се случува таму, Господ знае. Може би не бил информиран Венко дека даваат поддршка на измените бидејќи се добри. Може пратениците пак од друга страна не биле информирани дека Венко кажал апсолутно не. Може би пак се збунети од чудните изјави кои ги дава и си гласеле по сопствено убедување. Еве уште една таква изјава следи, ама прво поводот за неа. Не престанаа да се вртат шпекулациите дека наесен ќе се одржат предвремени парламентарни избори, но премиерот Христијан Мицкоски е категоричен во својот став дека предвремени нема да има. Се вртеле шпекулации, што вели колешката, односно некој зборува дека ќе има упорно и избори. Оној кој може пак да ги распише, вели, нема да има. Ама не, знае докторот повеќе од сите други. Гледайте, јас сум прилично сигурен дека предвремени избори ќе има. Дали ќе бидат на крај на ова година, дали ќе бидат на почеток на следната година, тоа неколку фактори. Чекај, пред да ги видиме факторите, прво да ја утврдиме новата состојба. Сега велиш, ќе има дали на крај на годинава или на почетокот на следната, а до вчера буквално го тврдеше ова. И сега е апсолутно јасно. Избори се планирани на пролет. И по моделот на Вучич, ќе има литиум, нема да има, сепак има, без да каже по изборите. Мицкоски сега со истата техника сака да го протне проектот Мигранти за пари. Ете, колку да се подсетиме. Допред Конгресот гледаа мигранти за пари на секој чекор и избори на пролет, после кои ќе сме увезеле мигранти од Британија. Сега нема избори на пролет, ама ќе имало на крај на годината или на почетокот на следната, или ако не оваа среда, наредниот петок. А еве и зошто, да ја знаете вие и таа силна логика. Прво, оваа влада е тесно поврзана и тоа ние секојдневно го објавуваме и го аргументираме со авторитарните режими во регионот на Орбан и на Вучич. Избори ќе има во двете земји. Многу работи ќе зависат од исходот на тие избори. Силниве фраери бе се борат истовремено на 3 фронта, не само со авторитарниот режим на ВМРО, туку и со авторитарните режими на Србија и Унгарија, откако претходно не успеа да го освојат Маврово и Ростуше пред 2 недели, а пред 3 месеци паднаа на 120.000 гласови во цела Македонија. А како се поврзани изборите во Србија и Унгарија со тие во Македонија? Повторно ќе се повикаме на Севишниот Бог, може би тој знае. Бидејќи исто така годинава избори ќе има и во Португалија, Естонија, Словенија, Данска, Латвија, Шведска, Босна и регионални во Франција и Германија. Дали би, може би Мицкоски е поврзан и со сите овие земји не знаеме. Но знаеме и дека председателски избори ќе има и во Бугарија. Зошто нив не ги спомнуваш, пријателю Вилипче?
бидејќи нема да влезат во равенката која ја црта. А таа е лесна. Си земаш што ти одговара за да си направиш некаква теза и си тропаш. Тоа што си председател на партија, а не малски аналитичар со стаклено шише во рака, не е важно. Продолжуваме во ист стил. Апсолутно. Во било кое време сме спремни да настапиме избори, при тоа мислам дека конечно на граѓаните им е јасно за каква влада станува избори, дека повеќе нема да може да помине лажната пропаганда со која што тие дојдоа. Јасно име на граѓаните дека сте подготвени за избори, бидејќи ги видоа и мигрантите од Британија, и изборите на пролет кои ги најавувавте и се што зборувавте периодов, нели сватија дека е вистина. Видоа и како изгледа апсолутно не за измените на кривичниот законник. Се е видено и меморирано. Веднаш до изјавите дека кариера би жртвувале за бугарски нарачки, дека треба ВМРО да намали со црвените линии, бидејќи немале крај со барањата, како и дека во нивните на СДС предложени така наречени црвени линии, имаше само итен рок за уставните измени по бугарски трг, кој беше, мислам, 15 декември минатата година. Се си помни народот без гајле, а ако има па многу запомнење, ние сме тука да се подсетиме што се секираш, брату. Мај 2025 година, Венко Филипче праша кога ќе е доволно, ама не за барањата на бугарите, туку за барањата на македонската влада. Малку језиво. Меѓутоа има едно прашање, а тоа е што е целта на оваа декларација и дали конечно доколку биде прифатена, тоа ќе биде нешто што за премиерот ќе биде доволна форма на гаранција да се започне процесот на уставните измени. Поради тоа што се има впечаток дека владата секогаш има некакви принципи и црвени линии, меѓутоа ако тие не важат, имаат и други. На почетокот беше продолженото дејство на уставните, одложеното дејство на уставните измени, понатаму беа пресудите во Страсбург, еве сега декларација во Европскиот парламент. Значи, клучното прашање е што е тоа што е доволно. Клучното прашање е дали не е срамота лидер на македонска партија, наместо да ги праша соседите што е тоа што е доволно за нив, откако не оттепаа со уцени и вета, тој ја прашува македонската власт што е тоа што е доволно за да се заштити реално националниот идентитет. Ама битно бил спремен за неизбори. Народ едва и чека да гласа без вакви кои му велат кога ќе вие достави луѓе, до кога со барањава, дајте да смениме устав, нели? Камионџиите ги блокираат граничните премини не без причина. Тие имаат реален проблем. Ние знаевме дека во 2025 година таква одлука донесе Европската унија. Се постава прашањето што владата направи на тоа поле. Ние ќе бидеме се повеќе и повеќе изолирани со оваа влада на маргините на Европската унија. Прво, проблемот е решен. Второ, не беше одлуката само кон Македонија, туку кон сите кои не се дел од Шенген зоната. Трето, се поставува прашањето како со сето ваше коленичење и антидржавни потписи на договори не успеавте да обезбедите ни чекор напред кон некакви олеснувања од ЕУ за Македонија. Фала многу, пријатно. Ние ќе бидеме се повеќе и повеќе изолирани со оваа влада на маргините на Европската унија. Гледате како Соединетите американски држави исто така не ставаат по страна. Аха! Ајде да видиме како Америка не става по страна и како Соединетите американски држави фактички ја изолираат Македонија. Оваа влада нема покана за бордот на мир на председателот Трамп и новата администрација. Има други земји во регионот. Тоа е само доказ дека владата намерно ја води земјава во изолација, носејќи сомнителен капитал, соработувајќи со авторитарни режими во регионот. Да сумираме, Трамп не ја викнал Македонија во бордот за мир, бидејќи владата соработувала со авторитарни режими во регионот. Барем јас така го разбрав овој политички генијалец. Интересно, ајде да видиме кој е поканет во бордот за мир на Трамп за појасот Газа, нели се сеќавате? Меѓу другите, поканета е Унгарија, која ја цртате како авторитарен режим. Поканета е Белорусија на Лукашенко, Израел е поканет и наинтересно во овој контекст, Русија е поканета. А поголем дел од европските земји беа поканети и одбија да учествуваат. Не сакаат да се во тој борд за мир на Доналд Трамп. Па новинарка го прашува за оваа околност. И има одговор човекот. Без гајле. Дали сметате дека Македонија треба да дојде покани да биде дел од новиот сојуз на европските држави, кога другите европски држави се резервирани и одбија дека да бидат? Во однос на второто прашањето зошто не сме добили? После тоа треба да се анализира што да се прави понатаму. Тоа се сериозни обиди на Соединетите американски
држави е инволвирани во многу случаи на воспоставување на мир во светот. Многу конфликти решени и така натаму. Соединетите американски држави многу децении наназад се нашиот стратешки партнер. И нашиот стратешки партнер ги поканил Унгарија, која ја нарекуваш авторитарен режим, на масата ја поканил за Газа. Ја поканил и Русија, која исто така ја плукате во секоја можна прилика. Ја поканил на истата маса. И Венко сега вели, зошто не сме и ние на таа маса со Унгарија и Русија? Аман бе мајсторе, па зарем со авторитарни режими да сме на маса, кои стратешкиот партнер ги уважува како озбилни држави, а ти не, бидејќи постигна силно второ место во Ростуше. Комплицирана е меѓународнава политика. Битно, тој ќе лае против Србија, Унгарија и други пријателски земји, затоа што знање, што би рекле во врање, каде му ги пишуваат веројатно соопштенијата од партија. Една од работите што најмногу загрижува е антиевропската реторика на оваа влада и лоцирањето на вината во се во Европа, додека тие домашната работа не ја сработуваат. Што знам, мене ми е антиевропска реториката да инсистираш да си на масата каде се Русија и Белорусија, а на која одбиваат да седнат повеќето земји од Европската Унија. Антиевропски Вилипче, ела братуела, ќе си се дружиме, бидејќи јас сум бил против ЕУ, според вашиот центар за комуникации. Повеќе работи се под ризик во земјава, меѓунационалните односи со прогресот на Албанија кон Европската Унија. И повторно, ова ој леле мајко идеја, која парафразирано звучи вака. Ако Албанија влезе во ЕУ, албанците од Македонија ќе се цепат без да влезат и тие. Не гледам, така е, Косово владее во Брисел. Инаку Ана Чупецка и Љубомир Фршковски го зборува ова пред него, не еднаш, не е ова нова теза, ама е некако срамота ми се чини да ја зборува и Филипче, односно на некој начин да го плаши народот со вакви сценарија, ако не им ги исполниме желбите на браќа бугари, зашто тој е голем адвокат и поддржувач. Па нели име за ЕУ и НАТО менувавме, ЕУ да не рани, НАТО да не брани. Што НАТО е тоа бе ако плашиш народ дека можеле дел од македонските граѓани, а имено етничките албанци, да ја поделат Македонија? И како ширењето на ваква вербална чума помага во подобрувањето на меѓуетничките односи за кои ти зборуваш. Ама добро, чим е таков планот? Еве еден предлог како уште побрзо да ги направиме посакуваните од вас уставни измени. Треба да кажеш бе дека е можна поделба на Македонија поради Safe City. На неколку дена од стартот на премината на проектот Безбеден град, Алијанса на албанците предводена од Цела ги оспори измените на законот за прекршоци пред Уставниот суд. Обвинуваат дека законското решение прави дискриминација на граѓаните, а несериозно било казни и судски одлуки да пристигнуваат преку порака без да се почитува законот за јазици. Иницијатива да Уставен најави крилото на Таравари, според кој дискриминаторски и неправедно е тоа што системот Безбеден град ќе се применува само во Скопје, Тетово, Куманово, наместо на целата територија на државата. Сега треба и Бугарија да најави ново вето дека ако биде казнет еден бугарин од Македонија со Safe City за, например, поминување на црвено, тоа е чиста дискриминација, бидејќи оди директно против бугарската современа култура, од која несомнено дел е големиот хит на пејачката Ивана, нешто нетипично, која директно одобрува проаѓање на црвено со стиховите "Бјасно карај на червено". Мислам, ако може да ги тропате оние другите глупости, може да го спакувате и ова во некое соопштение или партиски став, бидејќи мора итно да го промениме уставот. До тогаш да одмориме од глупостите, окей? Време е сепак за малку сериозен муабет. Вечерва со еден од најискусните новинари во Македонија, Драган Павлович Латас. Не треба повеќе да ви зборувам, знаете како ќе изгледа оваа емисија. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, бидејќи знам дека очекувавте, вечерва разговарам со Драган Павлович Латас. Латас, добро вечер, добре дојде. Добро вечер за тебе и за гледачите на Алфа. Некако го испративме во јануари до крај. Чуден месец, прво почнува многу брзо, онака во бунило ти поминуваат 15 дена, наредните 15 траат 3 месеци од прилика. А парите 10 дена. Па сега. Пошто е најскуп месец у годината. Точно така. Ама еве ќе го заокружиме вака стартот на 2026 година, ќе разговараме на актуелни теми. Прво сакам да те прашам, вчера ти прочитав еден
статус во кој што го оцени како голем македонски успех, односно на министерот за транспорт и врски вице-премиер Александар Николовски, ова разрешување со блокадата на камионџите, односно проблемот кој што го имаат за престој во Европската унија, нешто што не дека ни беше испод радар, ама веројатно не бевме свесни колкав голем проблем може да биде не само за Македонија, се разбира, но дури и за земји на југ, кога сватија веројатно дека малци им гори и нив под нозе, пуштија срце. Види, не е тоа мал проблем. Околу 450 камиони, само камиони, без автобуси, во Македонија беа загрозени од тоа. Тоа се в 450 фамилии. Второ, неопределен број фирми, а со стотици се работи, кои извезуваат преку тие камиони или на друг начин приходуваат од автобусите низ туризам. И тоа беше голем проблем за Македонија. Се вклучија во протестите Македонија, Србија, Босна, Црна Гора и тука беше опасност да на нашите превозници им се забрани, им се оневозможи поточно, да неограничено во текот на годината како професионалци, како што се пилоти на авион или некој друг, престојуваат во Европската унија по службени потреби, ја вршат својата работа и се враќаат назад. Од сите овие 4-5 држави кои беа заинтересирани, излегува 7200 камиони да ги блокираат границите. И тоа е еден настан за од кој за Европа е шокантен. Армија. Одеднашка и нивните камиони и автобуси не може да поминуваат преку овој дел од Балканот, па мора да одат преку Унгарија, Романија и така дале, ресимо ако сака дори за Турска или Грчка, што е многу скапо, ја менува и цената, го менува и терминот на доаѓање. Со денови треба чекаш на таа гужва на граница. Од сите министри на сите овие држави, само Александар Николовски отиде по европскиве држави да лобира да таа забрана, односно ограничување прецизно се тргне. Он го има тој карактер на булдожер, да не чека, и јас во тој пост намерно не го спомнав. Само кажав нашиот министер Александар Николовски немаше, зашто тоа е еден карактер кој Александар Николовски успева да го наметне и на другите во влада. Тоа е еден стандард кој тешко се држи. Малкумина вака го стига, да е панче, тука нешто финанси се обидува, образование нешто, но тука негде кругот според мене завршува. Ти фудбалски да го објасниме, имаш играчи кои трчаат 12-15 километра на утакмица како Александар Николовски и некои кои сакаат со 5-6 километри стрчани да учествуваат во заедничкиот резултат. Тоа е штета за тимот. Така да Александар заврши голема работа, повторно заврши работа и со договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, заврши работа и за потенцијалниот кредит рамковен. Луѓето треба да знаат дека тие пари не се земени, тие пари не се земаат, него се земаат од проекти и Македонија не должи во моментов ништо кон Велика Британија се додека не почне тие проекти да ги решава, а благодарејќи на СДСМ должни сме 6 милиарди долари да вратиме за овие 3 години, тоа е цел еден буџет, а од тие пари нема ни еден јавен државен или инвестиционен проект. Значи 20 милиарди потрошени, од кои 6 се кредити кои треба да ги врати оваа влада, тие 6 милиарди, а ние од Велика Британија преку Мицковска и Александар Николовски имаме обезбедено рамка за кредит од 6 милиарди. Дали ќе го искористиме 1, 3, 5 и кога или некој наредна влада ќе ја остане нешто за користење, тоа е друго. Но сега да кажам дека таа булдожер политика на Александар Николовски диктира темпо во владата, во одредени ситуации Мицковски и бетер од него, бидејќи реагира одма, во иста вечер. Сте виделе колку имало конкретни случаи и тоа е добро. Така се работи и така работат успешните влади на Балкан. Оние кои имаат економски и други успеси. И сакав да се знае колку е тоа важно за Македонија. Прво на Македонија на таков начин се легитимира пред Европска унија. Ние завчера добивме од Европскиот совет, ми се чини, заклучок дека сме напредувале во слободата на граѓаните и во демократијата на граѓаните. И полека таа слика за Македонија како корумпирана земја ала Украина се менува. Мислиш на постмониторинг процесот? Така е. До кај сме стигнати во тој мониторинг за подготовки за преговори со Европска унија. Тоа е уште еден доказ дека ние ги имаме сите услови задоволено за преговори со Европска унија, освен бугарското вето. А сега доаѓаме до бугарското вето. Кој го создаде тој проблем? Го создаде бинатата влада која тајно
преговараше, опозицијата бараше и во собрание да се расправа за нивните преговори и договорот со Бугарија, не тие не дадо, го прогласија документот за таен и нас не испорачаа проблем со кој не може да се реши ни оваа, ни некоја наредна влада. Тоа е според тебе, според СДС, тоа е вештачки измислен проблем кој што и мене ми се обратија во едно од нивните соопштенија дека И јас се слагам дека е вештачки измислен проблем, но од нив. Од нив. Так. Знаете како, ако јас сум директор на Алфа и направам договори со некоја банка, со некоја друга фирма и така натаму, која ќе закочи работата на Алфа, која ќе донесе главен уредник од Сенка, некој друг да кажува, директор од Сенка, некој друг да кажува што ќе се прави со парите, овој со програмат. И сега вие доаѓате за нов директор. Вие ги наследувате овие обврски, овие договори, не може да мрднете. Тоа го направи СДС. СДС направи договор за блокада на Македонија од страна на Бугарија. Тоа им го даде во раце, тоа оружје ти го користат. Кога СДС дека доби бунт од јавноста пред се, а потоа и од опозицијата, го префрли договорот да не биде Бугарија, да биде преку Франција европски договор. И зошто? За да ја ослободи владата на Заев дека е тоа бугарско вето. Тоа е бугарско вето, напишано од Бугарија, подпишано со Бугарија. А формално дали поштарот го донел од оваа или таа адреса, содржината на договорот не го менува. Ќе зборуваме за надворешна политика, сакам нешто. Не, таа е внатрешна. Наш проблем е внатрешните позиционирање во однос на надворешните проблеми. Јас пак сакам да потенцирам. Не сакам да се создава тензија дека бугарите и грците се виновни. Не. Ако Синти е искоцкал куќата, не е криво казиното. Крив е Синти. И нема да го колнеш казиното. Синти отишол таму, направил дукот кој што цела фамилија треба да ја продаде на куќата и да иде под кирија. Тие си огледаат својот интерес, нели, и Грција и Бугарија, но ние зошто не сме огледале нашиот се други 20. Тоа е клучот. Спомна британски кредит. Сега низ глава веднаш ми одзвони она заплашување, јас така го доживевав на Венко Филипче на тие пресконференции за така наречениот договор мигранти за пари. Инсистираа на тоа, па во собрание снели една резолуција поднесе владеачката коалиција со која што се осудува фабрикувањето на такви теми, со кој што се заплашува јавноста. Тоа од СДС беше прогласено за документ сличен на тие во Третиот рајх. Односно, повторно како по стариот шаблон, се трудат да лепат такви фашистички етикети како во 2015. Ја не знам, глед, ти не си дете, 40 години имаш две деца дома, мислам, не си од вчера на телевизија, архитекта си, плюс образован човек и така дали. Не знам зашто толку му обрнаш внимание на Венко Филипче. Мислам, воопшто не знам зашто ти значи нешто тоа. Прво, Венко како Венко не ми значи мене ништо, меѓутоа прво СДСМ не е партија. Ми значи, знаеш од која позиција? Од она предјавување, се дигање два мали прста. Добро е голема работа. Што да прави? Ама што да прави? Што да каже Венко? Партнери... Не бе, ти си Венко Филипче, што да кажеш? Па зошто, Латас? Ево, размислував. Како би изгледала Македонија? Ако, пример, по однос на национални интереси, сите имаме бетон став, кој што имат сите во Грција и сите во Бугарија. И политичкиот надпревар да не биде кој ќе биде поотворен према стратешките партнери или не знам кој ја изолирал или ја отворил земјата, туку да се такмичиме со даношна политика. Ништо ново не се случува. СДСМ не е партија, бидејќи ги нема основните, ја као политиколог кој завршил политички науки, еден од двата факултета, ми е тоа. Значи, они немаат структура на партија. Прво, немаат база. Значи, нивното членство не одлучува кој ќе ги води нивните општински, како им се викаат, не комитети, туку организации. Да. Председателот бира, ти ќе бидеш за Охрид и ти ќе гласаш вака у име на Охрид. Значи, тука немаме база. Они немаат раководство, затоа што пола од нивното раководство, или еден добар дел, особено во врвот раководството, се соросоиди кои немаат врска со СДСМ. Делеле пари од фондации и фондови заедно, делеле власт и влијание и клиентелистички биле поврзани невладините нивни со партијата и сега снемува пари на пазар, па се обединува за да преживеат барови од врвот. Тоа е втората работа. Третата работа, Венко Филипче, за неговото време, има судски процес за онкологија. Во неговото време, кога тој бил министер во таа влада, на луѓето им ги краделе лековите од онкологија и шприцале медицинска вода. Значи, тоа е обид конкретен во кој
постои можност дека има масовно убиство. Не знаеме колку луѓе умреле заради тоа, нити некој истражува. Имаме човек кој е фатен со обид за шверц со вакцини преку Сингапур. $5 милиона искочи документот. Стабри, така се викаше. Да. Така да ние нема таму партија. Тие имаат романтика на некои луѓе кои мислат дека СДСМ оној е истиот овој, па гласаат по инерција и тоа е све. Нив сега знам и левица, секој ден по некој нов член им приоѓа на знам и на левица. Зависи дали е умерен, пак иде у знам, или радикален, па сака да иде у левица. Тоа е разликата. Тој процес мислиш дека реално се случува? Па гледаме бројките нема што да гледаме да не гледам. Нема што да гледам. СДСМ не е партија. Ја нема партиската структура. СДСМ во моментов е група граѓани која служи во заштита на Зоран Заев и мафијата поврзана со Зоран Заев, меѓу кој и Венко Филипче, од судски прогон. Зошто? Шефот на опозиција сака да го бркате, па шефот опозиција ќе го брани Заев и така дали и така дали. И на крај, завчера Венко Филипче пред некој ден имаше излагање во собрание. Пратениците од СДСМ не дојдоа. Беше бойкотиран. Нешто многу чудно се случи пред 2 дена и тоа не беше медиумски преекспонирано, но јас во ведниот коментар го објавив кога го прашуваат Венко Филипче на ден на гласање во собрание дали СДС ќе ги поддржи измените на кривичниот законник. Тој вика не апсолутно, имаме големи забелешки и така натака и така натака. А после тоа 6-7 пратеници му гласаат за Многу сериозно го сваќаш. Јас СДСМ веќе не го гледам, не сум многу заинтересиран како се вика, што се случува со него. Еве да знаат гледачите на интерна информација што е помеѓу мене и тебе. Кога ти се јави да правиме оваа емисија, ме праша сакаш пред или после конгресот на СДСМ. Ти текно? Така е, да, точно. И ја текам, чекај, кога име конгресот? И тоа е точно. А конгресот беше за 4 дена. Ја уопште не се интересира што работи СДСМ. Тоа е банда. Тоа е банда на корумпирани луѓе кои нема никаква политичка структура ни одлука. Но од аспект, гледаш, рекорди во трки се постигнуваат кога имаш 2-3 силни атлетичари, така, Усеин Болт. А што ако четвртиот у ланецот е најслабиот и ќе ја изгубиш ти трката? Не сваќаш. Добро, но нели почнаме со муабет за булдожери, влечење, поставување примери. Не можеш ти да споредуваш. Не да споредувам, но дека нели еве и ти како новинар сигурно некојаш во текот на кариерата си се надпреварувал со некого. Не, ја цело живот се надпреварувам со себе. Цело живот со себе, дали су боле од вчера. Никад со никого. Еве, тука ти се мои колеги, ги знаеш, ја не читам коментари за себе, не читам постови за себе. Ја имам свој план, што треба да направи, дали сум боле од вчера. Јас си ги знам своите лимити. Ја не можам да бидам Меси, ама можам да бидам боле од себе вчера. И мене тоа ми е доволно. Не постои партија која се вика СДСМ. Постои имот и постојат група луѓе кои ја украле фирмата, ја грабнале и ја тераат дале. Шилегов, Милегов, сите тие што ги гледаш што се внатре, си ги знаат работите и тие велат дека Заев е лопужа и дека Венко е исто така лопужа која го брани Заев и себе си од криминално гонење. Ја тоа не сум го измислил. Тоа е внатре од СДСМ. И не е само Шилегов, тука се 10 видни луѓе кои се многу попознати и многу подобри од Шилегов. Едноставно, Венко Филипче не представува партија. Представува група граѓани. И затоа ја не следам детално што се случува со СДСМ, така шат-пат по време. Поише ме интересира албанските партии, Левица, ВМРО ДПМН, знам што прави и така дале. Тие партии се со партиска структура, некому се допаѓаат, некому не. Али кога се да само во прашање, за антисрпска хистерија што ја прави. Имено, на пример, една од не е многу битно. Јас сум дете од мешан брак. Мојот татко потекнал од Шумадија, мојата мајка потекнала од Славна Дебарца. Братот на мојата мајка е партизан, со партизанска споменица и партизанска пензија од после војната како воен инвалид до неговата смрт. И сега, ова антисрпска хистерија е во дел со Бугарија. Затоа што бизнисите на СДСМ се во Бугарија, односно, пардон, не на СДСМ, на мафијата Заев и на Филипче и на некој около нив, се во Бугарија и преку Бугарија.
Ти одработуваат за нив, за пари. Да создаваш антисрпска хистерија во ова време, во кое имаш околу 35-40 Срби во Македонија, но имаш околу 100.000 гласачи потенцијални во тој куп, зашто тие се во мешани бракови, што овдека, а што и во Србија. Имаш луѓе меѓу србите особено кои се пројугословенски ориентирани, во која смисла врзани за партизанско движење. Тоа она што нас не обединува меѓу Србија и Македонија, бидејќи заедно сме правеле држави. И тие својата и ние нашата. И сега ти да бидеш Венко Филипч, да земеш Прагма, агенција која треба да им прави пиар од Србија, која работи против Вучич. Чисто да знаат србиве. Тоа е антивучич агенција. И се забележува која и во искача со реториката. готови фрази, бидејќи не ја познава територијата, менталитетот на луѓето, проблемите не ја интересираат, ризикува 100.000 гласа. И ја као србин во оваа емисија да порачам, дел од мојата фамилија се изјаснува како македонци. Затоа што така се чувствуваат и тоа не е асимилација. Тука сме родени, тука сме школувани, тука ни се другарите, болестите, здравијата, фудбалот и све. Целиот живот. Треба да се засрами секој кој има било каква српска линија, од дедо, баба, прабаба, од муж, жена, братучет, а гласа за СДСМ. За овој СДСМ сега. Да се засрами и пред себе, и кој ќе прават слава и роѓендан и све. Гласете за било кого, но не за СДСМ. Затоа што ја брукате и својата нација, и македонска, и своето потекло кој е српско, на децата или на жената или на бабата, дедото, брукате се што стои позади вас. Само за Венко Филипче да го поддржите. Он не го заслужува тоа. Излезе тој со еден став дека веројатно се обидував да им ја пробијам стратегијата која им е, освен тоа дека не може Мицкоски да го лепат за никакви црни петна, па ќе го лепат сега до Вучич, кој според нив е бабарога некаква тука. Второ, вели, пази, јас не сум видел пример. Кој Вучич? Молим те, кој Вучич? За кој Вучич збориме? За кој Вучич? Овдека дојде МТС, втора најголема српска компанија. После те, како се вика, тоа електростопанство, не е прва, од овие што ние ги знаем. Телеком оператор. Да, телеком оператор. Му обеча Заев, не верувам дека џабе, дека ќе биде трет национален оператор. Не го исполни, си отиде, ја стаи таа обврска на ВД премиеров од Куманово. Не ја исполни он. $500.000 има сметки за тоа. Дојдоа во Македонија. Парите се поделија меѓу соросоидите. Токио, агенција за маркетинг, врзана со ВД премиеров од Куманово, и Пеџа Дебелиот, така го викаме, Пеџа Арсовски, експертот на соросоидите кој искача по телевизии, задолжен да раководи со дел од парите. $500.000 отидоа кај соросоидите и кај ВД премиеров од Куманово. Зашто? За консултантски услуги, за маркетинг? За пиар текстови плаќани по портали $2.500 еден пиар текст. Вау. Еден. Со тоа што Пеџа... Извини, си видел вакви понуди? Папирите су ги видел. Не понуди. Тој ни е пријател, тој што е од, како се вика, портал кој се бави со економија. 2.500 и Пеџа одлучува и компанија, таквите као него, колку пати во месецот тој ќе се објави и што ќе се објави. Тоа се само тие пари. Или ако му ја довериле таа обврска како... Само тие пари. Збориме за $500.000. Но поентата е дека му бил ветен трет за оператор. $500.000 само во тој цук, само тогаш. Тоа е за Вучич. И во Наталевска ги донесе вакцините во Македонија, не ги донесе Заев. А Заев ги прими и се сликаше. А и во Наталевска ги донесе преку Српското здружение на новинари. Со вршење притисок, они да вршат притисок понатаму, затоа што соработката да тече. И затоа и 200 новинари, независно од овие вакцини, беа вакцинирани во Врање. За кој Вучич збориме? Има една работа која вдека иде испод радар, за која прв пат сега етики збориме. Прв пат. Моментално против Вучич работи Кавачки клан. Мала земја као Црна Гора, ама има две најголеми мафии во Балкан. Шкалјарски и Кавачки. Кавачки интензивно работи. И финансира протести.
Зашто имаат многу пари. Тие кавачките се процрногорци или Нема таму, сите се про Џукановиќ, додека беше Џукановиќ, потоа се делат и се тепат меѓу себе. Кавачки финансира дел од протестите во Србија, во кои учествуваат и од Македонија. На протестите идат луѓе од врвот на сорослидните организации во Македонија, од невладините. И ги сликавме и ги покажавме. Не збориме за анонимни луѓе. Испод радар поминува една работа за која морам да ја пофалам АНБ, која не случајно ја напаѓа СДСМ. Сите големи шарени револуции... СДС ја напаѓа АНБ? СДСМ? Да. СДСМ ја напаѓа АНБ. Сите шарени револуции, позади нив стојат разузнавачи, кои би откутуваат терен, делат информации, дезинформации, подкупи, уцени и така дали. Нашата АНБ стои доста добро на Балкан. Стои доста добро. Постојани се ударите врз АНБ од страна на СДСМ. Зошто? Затоа што има резултати, затоа што ги фаќа живи. Како соработуваат со кавачки клан. Како соработуваат со кавачки клан. Случајно, најмалку 3 македонски деца од добри фамилии, добро ситуирани, беа спомнувани во медиумите дека соработуваат со кавачки клан. Едно дете загина, едно дете пукаше во Црна Гора врз човекот, спротивниот загинува со бомбата, клан. мислиш, во Белград? Така е. Второто пукаше во Црна Гора на базенот. Да. И избега, вика дека сега во Аргентина, ама никој не е сигурен каде е и дали е жив. Третиот фатен во Београд, за кој ние не кевме да пишуваме, дете од Скопје, имаат мал хотел во Охрид фамилијата, пристојна фамилија, никад не би помислил за такво нешто. И 10 други. Кавачки клан, кој работи против Вучич, регрутира деца кои се испод радар, не казнети, не осудувани, убаво изгледаат, васпитани од фини фамилии, за да може да поминат. АНБ има страшно добри информации за овој процес и успева да го локализира, спречува и да не ни се деси овдека кавачки клан формирање во Македонија. Зашто тие деца еден ке се вратат спремни, со пари, со искуство и со романтизам дека се они од Кум 3 големите играчи. И видимо се учители и сега, филмовите. СДСМ тоа го напаѓа, зашто вие ги знаат токот на парите, со кого работат и што Што има идејата дека има празен простор сега на полето на мафиите, бидејќи сите се спакувани по затвори, па овие сакаат не, секогаш има нови регрути. Тоа е материјал кој стално има обновување. Кавачки ли бе овие што земаа пасоши во како до сега? И разни. Тие 200 пасоши има и од турски кланови, не се само од црногорски. Значи, Вучич ги има истите тие проблеми, СДСМ влегува, се обидува со напади паралелни и на него, и на врз АНБ, да им создаде на бугарите политичка платформа со која ни ќе речат, па дел од македонците се за договорот. Само власта прави проблем и тоа пред европјаните искочи дека власта ВМРО е проблем, зашто ние со бугарите не сме се договориле. Да, власта е проблем, затоа што бара јасни и прецизни услови. Ако ви ставиме устав, што потоа? Вчера Мицкоски повтори по 178 пат. Сака да ти кажам дека поврзаноста на СДСМ со мафијата не е само со 200 пасоши. Не е само со Зоран Заев поврзаноста со мафијачите во Србија. Не е само преку државни пари од МТС кои се финансира со росидите по барање на Зоран Заев и услов за да добие МТС лиценца овдека. Поврзаноста е многу поголема и многу поопасна за Македонија. За ова знае Интерпол, за ова знае Америчка амбасада, за ова знаат во Србија, редно е да знаат и наши овдека. Под каков удар е АНБ и зошто е под таков удар АНБ? Зошто е под таков удар АНБ? Зошто би сакале да не скараат со две пријателски земји, бидејќи ајде со Грција во моментов односите се статус кво, нели грците се Ја ги сакам грците, ја не се стремам од тоа, и грчка музика и грчка храна. И за мене се уште Грција е единствено странство кој ќе отидам со осеќа, едноставно сум порастал на одење у Грција, како да ти кажам. И јас со нив немам никаков проблем. Не, но кампањата кампањата е против Србија и Унгарија, наречени се авторитарни режими. Меѓу другото, некој претекст прави Филипче дека според него ќе имало предвремени избори во Македонија. Зошто? Бидејќи ќе имало избори и во Србија и во Унгарија и тие процеси биле поврзани. И сега ти да земеш логика да употребуваш. Во сите земји има избори. Се разбира. Нема земја која нема избори. И во Венецуела значи, ќе има избори. Унгарија прво е битна европска држава,
која ја респектира максимално Соединените Американски држави, ја рачунаат за еден од најголемите европски партнери, држава чие мислење се цени и бара во врска со крајот на војната во Украина, држава која финансира во Македонија, а нема потреба. Има и други места. Зашто? Затоа што ја гледа како пријателска земја, држава која нас ни дала 1 милиарда кредит за да почне оваа влада да работи како што треба, под најдобри можни услови кои ни една банка не би ги дала. Србија, за која зборевме, да не се повторуваме, а Грција нема ниедна причина да ја обвинуваш. Може да обвинуваш за протирувањето на егејците, кои ми се мене омилени меѓу македонците. Да, тоа можеме да збориме, да. Но ти си го дал папирот, ти си го подпишал. Го подпишал наш министар за надворешни работи. Па председателот не го подпиша, тој така и по себе е според. Знаеш ли ти на Бугарија ти го даја договора со кој ме кочи. Ти го даде. Без тој договор, јас сега, каде сум ја Мицковски, ќе имав равноправен статус во преговорите, немаше да имам темпирана бомба у джеп, која ти можеш пап да ја стиснеш и да ме експлодира. Но мислам дека Латас парадоксално дека дури и во Бугарија политичарите, политичките партии кои што се дури и пожестоки националисти, немаат таква реторика кон ВМРО во Македонија, кон власта во Македонија, како што имаат од СДС кон Унгарија и кон Србија. Да го заокружиме као тема. Ако рековме дека СДСМ нема партиска структура, дека тоа е бизнис друштво на граѓани, СДСМ доаѓа на власт секогаш кога на некој од странство, претежно Брисел, му нуди нешто што на Брисел му е интерес, не на Брисел, туку на некоја од членкеве на Брисел, претежно од суседниве, да исполниш. Дали е тоа приватизацијата во 90-тите? Дали е тоа војната 99-та која Љупчо Георгиевски дозволи, иако не сме членка на НАТО, да Македонија биде користена за НАТО акции? Дали е тоа договорот со Грција, кој исто СДСМ го направи? Дали е албанизацијата на Македонија, кој исто така го направи СДСМ? Дали е тоа све потоа заклучно со Бугарија, кој исто го направи СДСМ? Сега они што прават? Ало Брисел, ало Брисел. Добар ден, добар ден. Абе имате проблем со Македонија договоров, помеѓу Македонија и Бугарија договоров да се претвори во признавање на бугарите во устав и да почнат преговорите, не да завршат со тоа. Ние ќе ви го завршиме. Ај заедно да го бутнеме Мицковски и ВМРО, ние тоа ќе го завршиме. И сега тоа отворено го кажува СДСМ и неговата група. Они не го кријат. Нив им е тоа влог. Нив не ја интересираат гласачи. Кажете ми кога сте го виделе на слика председателот на СДСМ меѓу својот народ, меѓу своите гласачи и своите симпатизери 3 дена пред Конгрес. Он нема уопште контакт, па ви имате подпредседателка на СДСМ која вика не знам никого СДСМ. Тоа е ГГ, група граѓани со профитни цели која нуди бизнис на Брисел и среќа Брисел сега има други проблеми, среќа за нас во Македонија, па сега не го игра. Да го игра, наместо овие шутраци од Србија што прават преку Google преводи на македонски за да ги читаат на прес портпароливе на СДСМ, ќе се заинтересира, па може ќе имаме и проблем. Александар Николовски, Мицковски, МВР, финансии, како се вика, образование, булдожериве тераат. Македонија оди напред. 10% е поголема платата од лани. Утврдено, вчера кажам. Пензиите се мали, треба да се најде модус како да ја следат платата и све, тоа е точно, и ја тука се согласувам. Но, ние 6 милиарди враќаме, а градиме автопатишта. Наредната година ќе иде болницата Штип. Градиме реформи. Дали е тоа, да се вика Safe City. Safe City не се камерите само за сликање коли, влијат на криминал, на тепачки, на убиства, на се. Таа снима се. Се дешава, државата оди напред и ние признание и бројки имаме. И мафија, која таа држава сака да ја спречи, и опозиција во другиве, кои не се СДСМ, кои си имаат своји интереси легитимни. Може да дискутираме што сакаат дуи, левици и другиве. Може да дискутираме. Ама тие се какви такви партии? Овие не се партија. Затоа јас те прашав да не продолжуваме тема која е релативно небитна,
А кога име конгресот на СДСМ, ти ми вика за 3 дена. Не мислиш дека може во извештај на ЕУ некој да се најдеме, бидејќи од овде ќе има сервирана топка сега, нели се жалеа Добре. на токсични наслови по медиуми? Дозволи, Српски свет, знаеш како влезе во извештајот? Бугарите го вметнаа. Ама уште лани. Да, сега ќе имало жалби некој за токсичните наслови, бидејќи тинејџерките таму не може да издржат критика, нели, во јавност. Ти на своите им викаат, дојдете во штаб, кажете ги вашите ставови, немојте на телевизија дојдете да критикувате. Пак нивна Пак да работа. ти кажам, јас како полусрбин, полумакедонец кој се израстува мојата фамилија во поголем дел како македонци. Ние 20 на фамилијата сме договорени. Никад, под било кои услови, нема да гласаме за СДСМ. Никогаш. Никогаш. Затоа што никој, дури ни Дуј, дури ни Влен, некој од нивните коалиции, не направил такво антисрпско расположение, Без такви повод. акции. Без повод. Без повод. Нормално, ако има повод, тоа е друга прича. Не направил како СДСМ. И да ве подсетам и да завршим. Океј. Во собранието Радмила Шекеринска им порача, Иван Стојковиќ беше пратеник. Вие Србите да се вратите од кај што сте си дошле. Радмила Шекеринска. Тоа го порача. Иван Стојковиќ реагираше. Жив едниот, жив е другиот. Реагираше. Ја тоа не го заборавам. Радмила Шекеринска доаѓала кај мене дома. Јас сум бил на свадба. Јас сум идел кај нив во викендица, затоа што незиниот маж Бого ми бил еден од најдобрите другари 25-30 години пред да се ожени со неа. И од тие причини сте тие контакти. У куќа ми влегла. И индиректно од собрание ми порачува да одам од кај што сум си дошол. Не бе сестро, ја од овде сум. Ја немам кај да идам. Ти да одиш од кај што си дошла. Отиде во Брисел. Со све парите таму е што таткото и духовно. мајка ти ги проневерија. Заедно со другите, продавајќи го ЕСБ на Евана, за кој ние се ја плаќаме, поише за кабелот отколку за струјата. Радмила Шекеринска тоа каже во собрание. Останува тој запис, останува тој доказ, Иван Стојковиќ беше гостин, подсети го на некоја една прилика да ти го раскаже тоа во детали. Да си одиме. Овој сега вика српски свет. Ако имаш грам било каква врска со Србија, засрами се ако гласаш за СДСМ. Тоа е мојата порака. За ДОИ гласај, али не за СДСМ. Јас не помнам дека било кога ВМРО ДПМН било на власт, од официјални канали на влада под ВМРО или на самата партија биле етикетирани новинари или медиуми. Ако помниш ти нешто различно, бидејќи си поискусен, повозрасен од мене, кажи, меѓутоа јас тоа не го памтам. Сега повторно гледаме една ситуација, како кога Заев најави дека медиумите се најголеми политички непријатели на неговата партија, сега повторно имаме етикетирање новинари, лов на глави. Не дека тоа нешто е... Ја бев таргетиран со име и презиме и сител. Точно, да. Не општо. Ја бев таргетиран Точно. на секој гласач од СДСМ да го истори бесот и повикот на шефот против мене. За среќа, ја никад не сум имал проблем во мојата работа со никој, вака тет-а-тет. Никад, нигде. Но тоа беше јавен повик. Латас, Сител се непријатели на СДСМ. Први политички непријатели, зборот први. Протести пред Сител. Упад во Сител, физички, со тепање на Тогаш врата. имаше обид? Така е. Упад? Јас сум стоел на врата. Шарена револуција пред Не, Сител? пред шарена револуција. Аха. Упад. Па не е тоа прв протест кој не го правил. Значи упад на врата стоиме и се буткаме, се тепаме по скалине, по Сител да не влезат. И тоа го преживеа. И сето тоа го преживеа. И во Наталевски државни новинари биле фрлани по улици, напаѓани од нив и така дале. Сме имале камермани на кои се кршени камери. На кој од СДСМ се случило тоа? На кој новинар? Дали Борјан Јовановски? Дали Саша Ордановски? Дали некој друг? Еве таа клас. За подале не иде. Било кога е прогласен за непријател на држава или на партија. Не, кај Борјан имаше една непријатна ситуација кога некој венец му остави пред врата, но да, не бил од државата прогласен за непријател. Не е тоа непријател. насилство, не е повик на говор на омраза, не е тоа повик да се искрши, да се тепа и така дале. Тоа е символ. Тоа е символ. Како тие фотомонтажи кои ти направат главата ти е ваква, телото ти е така и Мене ми така цртаа кукасти крстови на врата 2017. Нема, кај мене во цела зграда, кој беше шарена револуција, пишеше Латас, човече, цел влесун го фарбал на свој трошак, затоа што сметаше на комшиите. Шарена револуција се дешава пред собрание, јас живеам Карши влада.
Од приземје до мојот кат, све доли шкртано со пароли. Зимам, викам, молери кречам. Што да правам другачи? Препознаваш ли сега некој прегрупирање во медиумскиот свет на оние медиуми кои што се склони да бидат дел од тие шарени boots on the ground, што би рекле? Не, истите си се. Не, нема Бидејќи никакво. USAID не постои, но ете некој нов фонд за Западен Балкан се прави, па ако Америка повторно се заинтересира за овој регион поозбилно, дали или од Европа си влечат пари? Отом потом. Тие што требаше направат пари, направа. Прашете го кај живее Саша Рмановски. Прашете го кај живее, од кај куќа од денешни над милион евра. У која тоа редакција он работел? Прашете го овој 360. Од што живее он? И кај му сите 1,2 милиона евра за кои ги видовме во извештајот на Соединените Американски држави? Че не е тоа мој твој извештај? Тоа се огромни пари. Таму памтам имаше за 360 точно некој $436,000, ако добро памтам. 1,200,000 беше целиот износ за проектот. И сега он ако сака да ги дели волку за телевизијата, волку за порталот, тоа е негово. ИРЛ 600,000 евра. Тоа се пари, бе. Тоа се огромни пари. Тоа се огромни. Јас не се стравам, нити арогантно да речем дека сум новинар не на врвот, од врвот. 30 години. Работел во телевизија број 1. Со плата за телевизија број 1. И со најголеми пријавени приходи. Пријавени, потенциран, одоздола. Од било кој новинар во Македонија, согласно пријавите во УЈП последните 15, 20, 30 години. Најголеми. Нека дојдат нивните приходи, нека ми ги пријават, нека ги споредат со нивните имоти. И јас тврдам дека милион евра не сум заработил во живот. Да ги ставам на страна, да стојат и да мислам што ќе правам со нив. Кога треба лов на вештерки да се прави, нели, си го искусил тоа на своја кожа, јас на своја кожа, нели, кога свилен гајтен кога треба да се мота, тогаш излегуваат тие медиуми во кои што никогаш, да повторам, не биле прогласени официјално за антидржавни непријатели, како што тоа сега се прави. Види, пак ти кажам, ти си помлад, чувај енергијата и фамилијата и тие пар другари што ги имаш, не верувам дека имаш поише другари, тие се најважни в живот. Чувај хармонијата у себе, овие третирај ги као штеточини. Како да ти кажам? Си легнал, се бајле некои глувци, ти го изеле ќошот од зградата. Земи, направи го, искречи го, заборај. Штеточини се тоа. На себе и на своите општества. Погледни ги нивните фамилии. Во која состојба се. Погледни ги тие луѓе, во која ментална состојба се физичка. Погледни ги нивните животни патишта. Ке видиш дека меѓу тие луѓе многу ретко ќе најдеш нормални коефициенти на сите овие наведени работи. Ниф име идеолог Љубомир Фрчковски, човек кој го знам од дете. Значи од млад, човек кој не знаеше англиски, стана министар за надворешни работи. И од него почнува навиките да ми се носат кривични пријави и притисок. Си имал спор, си бил тужен на него? Јас на Радио Вокс, Ристиче палата, центар на град. Ние и Радио Уно и Сити Радио бе први во државата. Сегдека што сум работел. Нема друг новинар кој бил уредник и на радио, и вестник, и телевизија, и сега на портал. Нема тако. И сите да биле добри меѓу први три. И ја таму седам и се дешава атентат на Киро Глигоров. И ние бараме одговорност, бараме резултати, што се дешава, како се дешава. Уште тогаш пишував јас во Фокус, само што почнав да пишувам Фокус, 95 е Фокус формиран, исто така, почне притисокот од Тврчковски, која го знам лично. Човекот е со пун со комплекси, се мужи, се жени во фамилија на Феми Муча. Еден угледен господин од човек, еден од најмладите партизани, односно учесници на НОБ. Во свое време, човек со 3 деца, пример за општеството, како ти кажам. Онака, 1,65 м, да ти мелине да го слушаш и да го гледаш. Влегува една таква куќа, со сите комплекси дека не никој ништо и неписмен, а лош као човек. Му станува лида жена, се разведува на најлош можен начин, бидејќи се приватни работи и воопшто не сакам да ги опишувам. Најлош. Потоа се жени, па се разведува. Па синот му станува шмркач, кој го сликаат на слики како шмрка бело на работа, кој е денес портпарол на СДСМ. Таа генеза, тој човек е нивни идеолог. Тој човек мене во 95 година ми даде кривична пријава за даноци. Така сакаше да те дисциплинира? Да, тука тргна. А што ти ровареше нешто за атентатот или? Да, тука пошто ние бевме тука, баравме одговорност. Баравме човекот ништо не презима.
Ништо не знаеме. Ставре Джиков беше основен јавен обвинител. Како се вика, јавен обвинител во тоа време, во Бутел, ми текна обаракето уште. Ме викна, дадов исказ, го одби обвиненијето. Ставре Джиков. Помина многу време, Ставре Джиков стана државен јавен обвинител. Ја имав емисија Профил, ко ти. Ја памтам. И ми вика, абе знаеш што, ти тогаш бркаше цела година за Фрчко, што е со атентатов. Ти си министар за внатрешни. Не си за економија. Нити резултати имаш, нити теза, нити ништо. Посебно мене ме, како ти кажам, мотивираше детало, што кога беше атентатот, ја после 5 минути бев таму. Од Ристиче палато до вама има 5 минути до хотелов Бристол. И јас шетав околу колата, сите шетавме околу колата, гледав унутре, зиркав. Значи, не обезбедена колата. Можеш да дотуриш нешто, можеш да извадиш доказ, можеш што сакаш да правиш. Така тргна проблем. И Ставре Джиков стана државен јавен обвинител. И би беше гостин на Профил. И дојде, тефтерчева што го имаш ти. Папка. Еве ја, истрагата по повод атентатот на македонскиот председател Киро Глигоров. Оваа папка. Со 50 ливчиња внатре. Ете толку Фрчковски сработил за својот мандат да се открие атентатот на Киро Глигоров. И Фрчко тргна од тоа дека тоа е бугарско-грчка варијанта, па тргна дека е мафија, па онда кога тргна со Росоидеве, со Шекеринска, па може и Србите Милошевиќ тоа го направиле. Човекот беше 3 дена претходно кај Милошевиќ. Србија и Македонија имаа договор. Мислам дека утредента кога се враќа од Белград се случува атентатот. Па не знам дали за утредента, али ден-два, ирелевант. Србија и Македонија и у времето на војната во Југославија има договор за повлекување доброволно на полиција и војска да нема овдека неред. Ниеден србин нормален во Македонија не сака да гледа неред на улица у Србија и обратно. Ниеден. Нигде немало поддршка од релевантни политички лица на шарени револуции кога имало на едната или на другата страна. Освен сега, од страна на СДСМ. Тоа е коренот од кој почиња. У мој 30 години политика, сум се стрекал со секакви луѓе. Има дојдени у политика за профит, има дојдени по случајност, има дојдени за да ги има на телевизија, има дојдени за да има секретарка, љубавница, кола, има дојдени за да прават кариера, повеќето од нормални причини, а овие се малцинство. Но постојат 3 лика, постои Шекеринска, постои Фрчковски и Заев од СДСМ, кои се зло у човеку. Кој злото име ДНК. Тоа е дел од нивниот ментален склоп и Љубе Бошковски од другата страна. Овие 4 од стотици кои ги знам, со кои сум седел, работел и така дале, се издвојуваат од другите. Венко Филипче, каков што е залутан ВД председател на Заев во СДСМ, не е тоа зло, не можам да речам. Но вие се. И Македонија пати од овие 4-5 лика, кои го носат злото во себе. Он прави зло за да направи, за да се живува, за да докаже моќ, за да докаже дека може да контролира твоите и нашите животи. Не заради друго. У било која партија да ќе го направи истото. Бранко не го сврсти во ова? Не, ни Бранко е у таа група, ни Љупче е у таа група со сите будалаштини што ги прави тие пробугарски. Едноставно него така, во мозокот, но Љупче не е човек кој би посакал нечие страдање, да ужива во тоа, као Љубе, као Шекеринска, као што е, како се вика, Заев. Заев сака да страдаат луѓето. Од неговиот телефонски повик, од неговата наредба. Он се осеќа моќен, дека решава за нивните животи. Имаш такви искуства лични? Имам. Сака после тоа тие луѓе да го молат. И онако треба ќе им прости. Ти праќал пораки? Не. Но знам за случајот на Саша Мјалко. Да, човек кој преговарал со него. Кога го немаше Саша, кога избега? И преди потоа. Како ужива кога другите страдаат и после да го молат да се спаси. Значи, мојот другар, Миле Зечевиќ, дојде кај мене, кога беше болен мојот син. И рече дека сум го прашал Зоран Заев дал да се сретнеме. Зашто да се сретнеме, вика Миле? Па јас сум другар со Милета. Не го кријам тоа и ја сакам и него и неговата фамилија. Нашите деца, двата сина се другари. Неговиот син е исто многу успешен, во Америка студира. Викам, зашто да се видиме, кога не сме се виделе у најлошите времења. Јеботе другари, кога те идеш и правиш пари со СДСМ и тераш власт, ја од оваа страна страдам. Абе, знаеш зашто? Сака да ти помогне за СЈО,
Зоран Заев. Сакал да ти помогне за сеја. Помогнал за сеја, да државата плати лечење за синти, и третото не се сеќам нешто од тој ба. Вика, види. Чекај, здравието на синот го стави на маса како пазар. Дел од пазар. Да, ја ти кажам имења, презимења, место уранија. Никога не сум зборал на памет и општо. И викам, види, се јави Милека Заев, тука сум. За да знае зашто седиме. Зашто иначе не сме да седне никој од нив со мене. Одмата стерите ке значи, пријава. ја како татко да ти кажам, никаду животот не би дозволил оваа понуда за синот, никој да ми ја дае, дури од Горан Зинко, кој ми е најблизок соработник во мојот живот, еден од најдобрите другари, тоа не сум го прифатил. А ми кажам. Тоа, како татко, е моја работа. За сеја нема што да ми помогне. Јас за сеја веќе сум у пакет, имам судски рочишта, сум ги поменал сите ружни фази. Во пакет смисол тера работата, да. И нема потреба да ми помогне, и ако ми помогне, треба да бидам дужен цел живот, а ја ни кредит у банка немам. За да дужам некого, а не да му дужам на Зоран Заев. А третото не го ни зборев. Тоа беше единствена средба со Миле Зечевиќ и контакт за целиот мандат на СДСМ. Но фактички отворено признание од Зечевиќ дека Заев имал Не влијание во понуда сега. директна. После тоа, Мактел објавува. Саше Политико. Саше Политико. Мактел објавува. Имамо одговор на тоа. Латас го молеше Заев да му даде пари за лечење на синот. И пази, тука мрак. Пази, имам син. Син кој е 26-7 години, 190-185 висок, џак, еден од најдобри студенти во Португалија за финансија, аналитика, економија, не во факултет, во Португалија цела, доаѓа тука, работи у битна фирма и така дале. Јас сум татко, бе. Значи, татко по мојата традиција и на мојата фамилија е столбот. Не сме да покаже никаква слабост нигде. Зимам и му пишувам на овој јавно, увечер. Дечка, не заслужуваш ни тужба за клевета. Никогаш во животот не сум се видел со Заев, не сум се чул со Заев, не сум се допишувал со Заев, ни на прием не сум го видел Заев. Освен кога беше во Сител. И ова што го правите сега со Заев е подоле од се. Вие влегувате у фамилија, а ја не сум политичар. Не сум политичар, држивам државни пари, ти си отворен за сите влијанија и сите напади. Што очекувал Заев од тебе, дека ќе те направи негов поддржувач ако ти ги прифатиш тие? Не знам што очекувал. Прво јас тоа не го очекував за да имам став. Разбирам, да. Беше збунет од понудава. Да, бев збунет од понудата. Бев збунет. Пази, ја 30 години работам заради Фрчко работам контра СДСМ. Заради Фрчко и Шекеринска потоа. 30 години. Тоа е мојот личен избор. Да, тоа е Односно мотив за личен избор. Значи нема идеологија и нема кој ќе ме смени, ќе ме стави мене, ја да бидам левичар од СДСМ. Нема таква. Особено кога спомнати устав, СДСМ никогаш не сакаше да ги стави србите, босанците, грците, односно турците, бошњаците и ромите во устав, ВМРО ги стави. Ако тоа вака значи нешто на српскава заедница и на другите заедници. СДСМ немаше идеја? Владата на ВМРО, односно во власта на ВМРО, собранието ги стави овие етнички заедници во устав. И тоа да се памти. Нема начин на кој ти можеш да предвидиш што се СДСМ може да направи. Во смисла на негатива, на дно. Нема. Тие седат у кафана, едниот е нашмркан, другиот е пијан, а третиот седи за да ја плати сметката. Од таа тројка искачаат решенија од кои страда цела држава. Не знае што се може да се смисли оваа тројка. Од нашмрканиот, како што денес имаме еден портпарол на СДСМ, кој тебе ти држи предавање, што треба да правиш? И ќе ја шмркне линијата, па онда држи нов прес. И така дале. И сакам да се затвори тоа. Види, кога сме кај СЈО, СЈО е тоа што е, сега нема потреба да објаснувам. Јас сум успел да од 9 години страшна тортура, као Миле што доживуваше, као Горде што доживуваше, од тој тип тортура која те тера да се самоубиеш. Значи не тортура која те тера да те пресуди. Значи и Миле, и Горде и јас ја поминавме, веројатно и други, ама јас за овие знам. Значи што прави СЈО? Еве прв пат да кажам. Значи јас имав 4 пријави. Од 4 паднаа на 2. Катица ме викаше на разговор, дојдеше пазар да се работи пред ВМРО,
Да, имаше новинари таму. Зборам само за настани за кои можам да Пред ги потврдам. сведоци. Новинарите седат доле. Добро? Во првото СЈО, кај студентскиот дом Кузман, или како се Да, вика, кај центаршта. Кузман, да. Ние имаме состанок. Состанокот трае близу 2 сата. Те повикува како сомничен, така? Не, да разговарам, уште не бе. Аха, Да разговарам. пред да подигне обвинение? Пред да подигне, и пред истрага, у предистражниот дел. И разговараме. Она била ВМРО-вка, татко и бил смоквите, јас што сум пишал што изгореле, а земала пари од осигурување, постоеле, а смокви нема нигде корен од смокви. Она пријава дека изгореле смокви. И така дали, имам ја предлог и пуши. И вика, може ли да пуша? О, пуши. Она пуши кутија цигари, значи она ги швајцуе цигариве. Предлогот е, од тебе бараме ова и ова и ова и ова, и ти си слободен човек. Што е ова и ова? Све они што правеле конструкција против ВМРО, ако јас сум седел со некој што разговарал, така да го потврдам тоа. За да го напишат во обвинение и да ги гонат Да тие. бидам ја сведок. Да. И ја викам, види, мислам, Катице, види, ти си обвинител, ама ја за сите вас 10 дека, јас сум во врвот на мојата професија, а вие сте просек и испод просек. Ние не разговараме на исто ниво. Кој ќе бидеш во врвот на обвинителите, јас сум во СЈО, овие не чинат да чинеа обвинителството, немаше нас да не формира, тоа не е реченица. Кој ќе бидеш во врвот на обвинителите, како што јас сум во врвот на новинарството, ќе водиме равноправен разговор. Ништо не бива од ова, што ќе се пиеше алкохол, принцип не пијам. Викам што пушевме, ова е доста. После сат и пол се отидов, дојдоа кривични пријави, 2. Кај Јосифовска 2 и кај Ленче 1. Од тие. И со Ленче ден денес се... Не, Ленче, не. За Ленче ќе ти кажам. Јас имам тука избор. Имавте рочиште пред некој ден, Пази, нели? имам избор. Ти растураат фамилија, ми пуштаат телефонски разговори, љубавници, нељубавници, од кој се покажа од изјавата на Рушевски дека се монтирани и од апсењето на Палча дека се од него монтирани и пуштани преку Никола Тесла YouTube каналот. Верушевски точно рече дека се стравично манипулирани материјалите. Така е. Значи, ти ги пушта тие стравично манипулирани материјали, да ти растури фамилија. Врши притисок да ми избркаат од работа. Прави даношно затајување 180.000 евра. Да те снема од вести, да... Не, да те снема уопште. Те изолира никој да не се дружи со тебе, да бидеш капсулиран. Тоа е 48 варијанта. Значи, имам стан Карши влада. Тој ќе не го земат преку судењето за даноци. А куќата треба да ми ја земат и скараат со двата брата, кои ни дужни ни криви, се фрлени во обвинението. Ја останувам на 55 години на улица. Без плата, без пријатели, без све. И сега ти што правиш? Јас седам, размишлям, јас сакам да симулирам кога размишлям. Што мисли другата страна и што би било кад би бил. И викам, види, са ја сум обвинител, значи оно која ситуација го дотеруjem, да земе пиштол, да се упуца, за бар на децава да им остае нешто. Пошто ипак секој од нас, први му се децата. Кога гледаш перспективата, да има за нив и школување и здравие, ако може и имат нешто да им остеш и све. Или, викам тоа, или да соработам. Да соработам, не може, прво неам зашто, а второ ќе изгубам и фамилијата. Нити деца ќе ме поштојат, ни роднини, ни пријатели ќе поштојат Лигуш, што отишол да се договори со Катица, да направи штета на луѓе со кои се дружи и приватно и така дај. Аха, значи мора мозокот да се сочува мирно, да искочиш нормален од оваа ситуација, по можност и здрав, зашто има утре. Има една реченица, све че ово сада сутра бити јуче. И тргам јас. Јас сум имал страшно добри лични, освен со Катица. Јас сум мојата обвинителка Јосифовска, пред да чекаме судење, разговараме за деца, за баба, дедо, за ручек, за времето што не чини. Нормално. Спонтано или таа сака да се приближи? Не, и јас сакам и таа сакам. Мислам, ја не ја мразам, оне си ја врши својата работа, а мојата работа ја треба да се вршам со своите адвокати. Јас реќам едни од најдобрите адвокати. Но кога врши таа, извинилата сум, кога врши својата работа и малку предосеќајки дека случајот против тебе е надуван или... Ама не може, она е подпишана, земала пари и влегла во тој значи филм. се согласила, така сега. Се согласила. Епа. Ја од другата страна имам Анита Бегова, значи и Светле Савич, едни од најдобри адвокати у град. Не викам најдобри, едни од најдобри. И Светлер си разговара со обвинителката своји приватни работи, жени, женски бабети. Јас и кога сме стоеле пред судница, сум ми рекол, јас немам ништо против тебе. Ти се врши својата работа, ја вршам мојата. Но барем у рамки на закон. И јас добивам ослободителна пресуда за делоградба. Зошто?
Зашто нема ни пријава, нема ни констатација на инспектор, нема ни МВР, нема вештачење. Пази, нема вештачење. Без вештачење... пријавата за тој случај ми личи на она за тенкот, за Мерцедес. Нема вештачење, тенкот има вештачење. Без вештачење и без пријава и без констатација на инспектор. На Графчиња гледала Да, и затоа падна тоа. На идното рочиште, што беше, кој беше за даноци, жената дојде и рече, види, воопште не ми е криво, дека тоа обвинение падна. Чисто да знаеш, човечки ти кажа. Ја тоа го поштувам. Имаш такви луѓе. Фатиме, како да ти кажам, Фатиме беше обвинителка, тој да не е на рочиште. И стоиме на скали, и ја и дам некој комплимент таму и викам, Фатиме, види да ти кажам, мангуп си. Викам, у некој друго време, да не си бил усојо, ја ти веројатно не биле врло добри пријатели. И тука кикери какара се смее, она влезе и се скрши штиклата, искоче судење и више не се појави на судење. Ска да кажам, сум покушавал односите да ги сведам на нормално, за да преживеам. Разбирам, да. За мозокот да го сочувам, зашто омразата и одмаздата тебе те убиваат прво, а потоа другиот можеби. Си сакал и нив да им покажеш дека не си оне што те цртале, туку дека си нормален човек? Дека сум појак, не. Дека не сум тој, јас знам дека не сум тој, нема што да ја покажам. Не, дека јас сум појак, не сакаш да мразиш. Како материјал, потежок за кршење, потежок за ставање у лудница, која вие ја планирате, отколку што вие мислите. Јас се понашав нормално. Најнормално. И тоа, освен кај Катица, и од другата страна беше најнормално. И сега доаѓаме до Ленче. Имено? Ленче успеа у таа тројката некако да се прошверцува затоа што беше најнормална. Повлечена, убаво изгледа плавуша, тивка, овие галамат, Фатиме, Катица, нешто. И она, ете така, некако изгради слика во општеството на нормална. Се сликаше по бубабари и се. И јас не сум имал ништо против. Ги правеа суперстарови тогаш, сите. Да, ама не сум имал ништо против. Добро. Вие го терате својот филм, ја имам свој филм. Своји проблеми и свој начин на решение. И своји два добри адвоката со кои приватно можам да живеам и се консултирам. Не си, прости само, пред да стане лично кон тебе, зборам сега во случај, значи тие си ја тера нивната работа во односно обвинението кон тебе, но ги гледаше како ова не треба ни да прашам, како дел од една операција, специјална операција во Македонија со некои крајни цели. Апсолутно, тоа ми е јасно. Види, ја имам роднина. Тогаш не ги гледаш како идеолошки противници. Ја имам роднина бил у бившата Југославија, на роднина. Не, мој директен преку братучетка, која се омажила у таква фамилија. Значи, он бил офицер во бившата Југословенска армија која капитулирала и го носат, мислам, дека у Дахау. Преминува логор. Добро. Искача од логорот, нема школа соодветно за цивилно, завршува правен факултет во Скопје, живее нормално, има две деца, двете деца адвокати. Тука живее кај Фонтана, како се вика, у центар. Суседал со него, како ти ова све успеа да го направиш после 4 години живење у Земуница, без јадење, без пиење, со сите ќутеци и така дале. Да. Затоа што го сочува во мозокот. И мене тоа ми остана за цел живот. Сочува го мозокот. Рација, нозе, има начини како се менја, како се вика, се прилагодиш, но на овој не може да му се прилагодиш. Мене беше со сејо да го сочува мозокот. Што поеше ситуацијата да доживам као нормална? Што поеше ситуацијата да доживам као секојдневни така да се понаша? Разбирам. Сваќаш. И успеав како тој четрче. Зашто од тие логори некој скача луд, некој умира после 2 години, а некој како овој живее уште 40 и успеве дури кариера да направи. И сега ти го имаш тој систем, ја на овој начин сум се бранил. Првен тука. И сега искача, како се камалава, Ленч. И сега Ленч уште живее во филмот на Сео. Дека она е звезда, дека треба да се дружа со незе, дека треба сега дека што ќе чукне да се отвори врата, ама не и оде, не покаже квалитет. И сега зима се дружи со соросоидија. Еве ги одирала, кој конкретно се фалат дека Ленч им дава совети за нивните афери што ги отвараат. На едната губат за Фероинвест за клевета, другава Жан Митрев, дека станува очигледно дека човекот рекетиран. И тука више нема дилема. Прашање. Ленче Ристовска дава совети на новинари. И се сликаат заедно, и скачаат заедно. И сите слики ги имаме. Делумно сме ги објавиле. Не е страшно да имаш другар ти пријател, нели? А тој Ирала работи против новинари, меѓу кои сум и јас.
И Ленче ми се појавија веќе од другата страна, од друга слика. Ја до тоа што сум ја спомнала Ленче, сум ја запорал. А од каде си го чул тоа дека Ленче Ристовска давала совети Од сабите од ИРЛ. Значи, од самите луѓе од ИРЛ. Тебе ти кажале? Луѓе од ИРЛ? Или не? Кажувам. Добро, окей. На нејзини колешки. Колку сакаш, на нејзини колешки во обвинителство, кажам. И сега, тоа се појаво и ја гледам Ленче од другата страна. И сега гледам дека Ленче сака уште преку невладиниве да биде у центру паžnje. Како на времето. Се пријавува за виш јавен обвинител и одбиваат. Се пријавува за судија у Страсбург, владата ја одбива. И сега искаче и вика, види, а заради Латас, тоа што мене пишуваше дека јас не сум квалификуван и не сум добар обвинител, мене владата не ме прати во Страсбург и ја е материјална штета. Тоа ли е тезата? Пишува тоа во изјавата, не тезата. Дека ради тебе таа паднала на влада и Така затоа е. ќе те тужи за Така е. 10.000 евра. Така е. А од тоа, јас сум имал Извини што се смеам. Пише така, бе изјава има вчера на тоа СДКМ, како се вика на овој како се Даде на Михајловски горе. овој полумушко, полуженско, како го викаат. Тоа е Михајловски. И таква изјава има. Ја викам, јаботе, која сила ја, бе. Прво, временски ги помешала. Моето пишување, а вика, он имал финансиски интерес. Нема, ама тоа е очигледна конструкција. До крај да го расчисти. Вика, финансиски интерес неговиот зет го избрали у Агенција за медиуми како надоме за ова. Прво, изборов е далеку пред кандидатурата на Ленче. Тоа е пода. Второ, ја немам зет. Керка ми не е мужана. Чисто да расчистиме. Добро. Тоа е вториот факт. Третиот факт. Ако јас сум толку моќен, зашо па ја да не бидам директор на Агенција за медиуми? Например. 4-5 илјади платам, не знам колку, прилика збора. Да кажеме, службена кола, овие години, живот мирен, средено, телефон дигаш, секретарка имаш, битна фаца си овдека, затоа што си висок јавен службеник. Ирла ќе те почитуваат на посебен начин. Сите рука така. ќе ти баци, иначе ќе имаме, како се вика, не ти дигам телефон и такви ствари. Прво, само 4-5 луѓе од државата исполнуваат услови за директор на Агенција за медиум. Значи, јас 10 години треба да имаш раководно искуство у медиум или компјутер или така дали. За медиуми ве зборам. Добро. Јас, Горан Зинго, директорот на Канал 5, сегашниот директор Зоран и директорот на МРТ во Маријан. Други нема со 10 години континуирано работно искуство раководно во, како се вика, медиум. Значи, овие 5 се. Сум можел ја да отидам во ВМРО, ако сум толку моќен. Види, јас сакам крај на кариера, да обележам со едно 5 години, добра плата и да си сработам, да бидам демократ, сите да ве примам, сите да ве услужам и да тераме. И најлошото, тебе те бира Советот, не те бира парламент, не ти треба 80 гласа за директор на Агенција за медиуми. Советот. Сега, ако ВМРО решило некој да биде член на Совет, па не го бира ВМРО, го бират 81 пратеник у собрание, го бират дуе и СДСМ. Така да Ленче ќе упата кај Филипче и кај Али Ахмети да прашаат зошто вие сте гласале за овие членови на Советот за медиум. Но сега, пошто сака да се игра со фамилии, ќе играме со фамилии. Ја не сум државен службеник. Не можеш да ми рчкаш у фамилија. Не можеш, мораш да имаш праг. Јас сум приватник, работам у приватна фирма. Ти си државен службеник. И кај тебе според судот за човекови права во Страсбург е поширока маргината за критика. Затоа што си на јавна функција и одговараш пред јавност. Ја не. Одговарам пред мојата публика и пред никој друг и пред закон, нормално. Сега, чим сакаш така, ќе го работиме така. Ленче потекнува од фамилија во која незиниот татко е судија, Никола Ристовски. Избран 96-та година? Од Тетово, 96-та јуни, на прочуената седница во времето кога Тито Петковски е председател на собрание. 617 судии така се кога 617 судии со обично мнозинство од 67 пратеник, не као сега, СДСМ менува и поставува 617 своји судии во 27 основни и 3 апелациони суда. Татко е во тие СДСМовски судии поставени во време кога СДСМ има над 100 пратеници, бидејќи ВМРО, ДПМН и Демократска партија на Гошев не учествуваа. Поставен е таму тогаш. Од таму потекнува девојчето.
И од таму почиња девојчето. За да дојде до СЕО и да мисли дека уште сме 96-та. Ама татко и престанува да биде судија. Сега, зашто е разрешен? Како? Разрешен е? Ќе видиме. Зошто, како и што се дешавало со крајот на неговата кариера, работам ја на тоа, по наредниве недели. Ќе се видам со судии во пензија, обвинители во пензија, членови на судски совет од пензија, кој ќе би објаснен деталите, па некој чуе некој документ, па ќе ги разгледаме, ќе направиме прича, па Ленче ќе седне со татко па на еден ручек ќе му објасни како тоа татко се најде на насловни страни по портали, а ништо не направи. Не бе човече, направи. Лошо е воспита ќерката. Да биде нова Шекеринска, да биде зло. А не требаше да биде така. Имаше сите предиспозиции да биде нешто многу подобро. Дозволи, секој што ја сватил играта во СЈО и ја терал, нема никакви предиспозиции да биде ништо добро. Сега кажувам личен коментар. Второ, од ова што ми го кажа сега. Прво, сметам дека е нејзина стратегија да се конфронтира со се што е да биде центро пажња. Не само тоа, и со се што е спротив, таа го тужи ВМРО. Не само што имотот го држи, мислам дека е замрзнат, туку таа го тужи Мицкоски. Се кандидира секаде за да испадне од секаде, но утреден да е прв пик на драфтот кога овие што се доел во моментов, а не партија, би имале шанса, па таа да е нивната... Не доел, не ГГ, значи не им доел значање. Добро, ГГ. Не, доел, пратениците нивни зад кулиси викаат дека централата е доел, нас не дирајте, не прашувајте, не барајте поддршка за ништо. Дека стратегијата е таа. И трето, да направиш ти конструкција. Сега, ако некаде грешам, коригираме, но во однос на твојот случај, според Ленче Ристовска, твој статус за незината некомпетентност предизвикал влијание во влада, одлучувачко влијание, да го поништат конкурсот за избор на судија во Страсбург, а ти во исто време за тоа си имал финансиски интерес, бидејќи... Кој се случил многу пред ова. А малце се не споиви двете работи. Не се споиви. Да има владата интерес и ти интерес, и ти ем финансиски, ем на владава да одговара. Но знаеш што е владата не бира член на Совет за Агенција за медиуми. Ако вака со ова логицирање се водели, си пишувале обвиненијата на специјално јавно обвинителство. Тоа ми е зборот, тоа сакав да заклучам. Тоа е пораз се видија ти логиката, братучети на снаата, да, ама ти кидеш како вицот, имаш аквариум, немам, значи си педер. Го знаеш, тој долг вице да него... Затоа што ти кажам, на комшијата братучетката е сватот незин тоа и тоа, ама ти кидеш узад. И се таа оди на суд и главом и брадом, фигуративно, ја брани оваа теза пред судот. Ја брани. И ја ставам пак просто прашање. ВМРО и владата не бираат членови на Агенција за медиуми. Бира СДСМ и ДУИ. Они одлучуваат, они се одлучувачки фактор да се дојде до 80 пратеници. Ако они неќат, нема никој да биде избран. Значи сите членови... Нема, таа ќе го изгуби тој спор, јас сум сигурен. Сите членови на Агенција за медиуми се избрани благодарејќи на одлуките на СДСМ и ДУИ. Извини, товарот на докажување е нејзин, така? Нејзин, да. Сега таа треба да докаже дека оваа шема... Ќе ја тужам. Ако немаш аквариум си... Да ти кажам, пама или нам е да ја гледам суд, зашо да не? Само да биде од другата страна овој пат. Или нам би. Вчера била адвокатката, бидејќи јас не треба да одам као тужен на првото подготвително рочиште и мислам дека пузнера ја направила. Анита е еден градски тип кој размислува 600 на саат, кој цел ден дреме тука на компјутери нови варијанти бара све и Ленче е антипод. Значи од другата страна на сето тоа. Ова. И тука прилично оштра била Анита. Прво и рекла дека она не е никаков угледен правник и обвинител, бидејќи бил обвинител у СЈО, а сега обичен обвинител у Скопје. И дека нема доволен стаж, 12 години, обвинителски, како што е барано на конкурсот, туку има 9 или 9,5 и затоа е одбиена. Значи, она технички не ги исполнува условите. А чекай, ти дали во твојот статус ги спомна случајот со бонусите на СЈО? Спомнав. Дали е тоа лага? Не, само не било од Агенција за антикорупција, туку било од државен ревизор. Тоа е мојата грешка. Значи, фактот е тој, парите се тие, обвинителите се тие, се е како што е напишано. И се јако сум пишеш, бидејќи и антикорупцијска за нив, како се вика, полемизираше и одлучуваше, и тоа било поново како податок, и ја пишам по антикорупцијска. Не требало да пише по
Државен завод за ревизија. Тоа не го менува фактот и состојбата. Тоа не го менува. Ке имаше ли шанса Ристовска на конкурсот за републички ако уште шеташе Бејли по земјата? Ја мислам, ја како собственик на стан во центар, најсериозно мислам да ја предложам за председател на куќен совет и мислам дека тука е врвот што се однесува до функции и дека ќе биде задоволна, затоа што сепак ќе биде негде председател, ќе биде негде шеф после толку години. А на 6-7 минути до крај, препознаваш ли во другите кандидати за републички јавен обвинител потенцијал кој што би можел да ги стави работите во некоја нормала, односно да го стави обвинителството во еден калап на почитување закон? Еве на крај, Македонија најголем проблем е корупција. Значи ние ги имаме овие 4, 5, 6 у влада, за кои ја толку викам, некој друг ќе рече дека е трет, за кој ја гарантирам дека се булдежер политичари и у било која влада да ги ставиш региона, вие што ти ги спомнав, од Мицковски, Александар, како се код полиција, образование и финанси, они сега дека бидат успешни, као што наши министри од времето на бившата власт на ВМРО ги земаа во регион да бидат експерти, од нив учеа ден денеска и Србија, и Босна, и Црна Гора и други. Не е битно. Значи, Советот до обвинители сега е на тест да ја испере својата струка. Има, ми се чини, 5 кандидата. 5 кандидата. Они се клучат во корупцијата. Какво сакаш ти, има судење, ако обвинителот тебе ти даде оваа рамка е судење, ти тука ќе судиш, што го видовме со пасошите. Рекоа службениците се криви и толку. И службениците одговара, а не нивните шефови. Значи, унутра, го имаш Панчевски, судија со искуство, и за кој овие негови колеги вика дека е еден од необразовани, збориме, за Основен суд. Имаш таму судија Савевски, што е добро да биде судија, од причина што не е дел од кланови. Таму се врзани сите меѓу себе. Судиите ги знаат клановите. Клан обвинител судија, клан обвинител адвокат судија, клан обвинет обвинител судија, како год да правиш ти комбинации, као обвинителот е клучот. Какво обвинение може го повлече, може да го даде, може да го преквалификува, може да го напише неписмено, а намерно за да му го одбие судот, и тоа има, да знаеш. Значи, унутре е битно да искочи некој надвор од кланот. Харулајхов, дека и кај тебе и на други места што сум го гледал, покажа големо познавање на системот и тука негде завршил кругот. Тоа е моје мислење. Тоа не мора да биде така. Но биеќе ме праша. Харулахи не се кандидираше ни Јован Цветановски, а се Ненад Савевски, Владимир Панчевски, Ленче Ристовска, актуелната веде. Како Ленче ќе се кандидира за председател на обвинителство кога она има кривична пријава? Има кривична пријава која стои фиока. Висшето обвинителство решило дека има основ за истрага, незиното обвинителство доле, кај што и се колегите од СЕО, ја чува фиока, не вика ни истрага, ни не истрага. Лежи. Како ќе се кандидира, со кој образ? Ти имаш кривична пријава за земени пари надвор од закон, за кој како обвинител си морал да знаеш дека не можеш да ги земеш. Ти не си столар или таксиста, па те части директор од 100.000 евра или 70. Ти мораш да знаеш дека тоа не ти следува, а си ги земал. Како ќе ја кандидираш незак? Како незак ги даде Советот на обвинители подршка дека е сериозен кандидат и дека треба владата да разгледува? Како? Ајде. А изборот на обвинител е еден клучен момент, бидејќи Најклучен. на крај на денот товарот на состојбите во правосудството нема да падне на кој да име е изберано, дали се вика тој Владимир, Драган, Богдан, ќе падне на грбот на владата ако нема ефектни резултати. Тој што ќе биде државен обвинител и тој што ќе бидат шефови на обвинителство Скопско особено и Вишо решаваат за судбината на корумпираните судии и судство. У овој момент може, ако има добар избор и логичен, радикално да се намали корупцијата, ако е индекс 100, барем на индекс 60, 70, 80, со еден потез. Потоа да се спушти до некој 30-40, што е нормално за Европа. Сега тоа зависи. Тука владата нема учество. Што ќе дадат од обвинителство, у тие рамки од тројца, она може да избере. А може да не избере да бара нов конкурс. И пак се јави некоја нова Ленче, на која не е јасно дека у Агенција за медиуми ги бираат членовите на Советот од ДУИ и СДСМ, зашто без нивните гласови нема избор, него пак се јави некоја нова Ленче, еве мене заради ова не ме ставија од владата да бидам државен јавен обвинител. Јасно ние само сака да биде жртва. Не, она сака да биде у центру паžња.
Нези се свигаше тоа бубамари, сликање, трите грации, знаеш, у кафаната часта, све тоа беше убаво, додека не ги фатија у криминал. Сега ги фатија у криминал, не иде. Незиниот татко нема славна завршница во својата кариера, вака ти најава, ама деталите следат. Нема славна. Сега и неговата ќерка нема баш славна кариера со кривичната пријава од ВМРО. И некако работите идат генерација по генерација. Така почнаме, така да завршиме. Како што синот на Фрчковски, фатен, сликан, дека шмрка на работно место, денес е висок функционер во СДСМ. А синот, Фрчковски, Богоевски Павле, Богоевски и Павле Трајанов, со години во фокус, кога јас сум пишал, дава изјави. Слободан Богоевски. Слободан Богоевски, државна и јавна безбедност во времето на Фрчковски. Дава изјави дека во времето на Фрчковски снема 25 кила кокаин и дека се шмаркало по канцеларии во МВР. Тоа е нивни изјави се. Петри Таме наводно ги земал според Фрчковски, па Петри Таме исчезна. Не речем губили, исчезна. Го имаме мандатот на Фрчковски и кокаинот, идеме, го имаме синот на Фрчковски во СДСМ сега и кокаинот. Дали мислите дека ова е случајно? Дали мислите дека све ова така се дешава? Не. Не. Ние сме гласале за тие. Ние сме го возможиле. Ние сме го направиле. И нема да го правиме пак. Доста беше. Од нас зависи. Чекате што ќе каже Советот обвинители. Гледајте им ги имињата на сајт. Запамтете им ги имињата. Барете кој за што гласал. Кај нив е клучот. Дали ќе се намали корупцијата или не. Никај влада, никај министри. Ништо не може. Кај нив е клучот. Да видите кои тројца ќе предложат на владата, за владата да избере државен јавен обвинител. 75-6 минути, некако добро се размуабетивме. После емисија ќе палиме или по едно цигаре? Ќе палиме, бе. Јас сум да си палиме и сум против ваквиот закон против пушење, тоа ќе го кажам, не само тоа што јас пушам, зашто јас сум десничар, слободен избор, слободен пазар, сакам да се даде избор на тие што пушат, избор на тие што не пушат. Да имаме кафани или делови, технички нека го решат како е во Европа, овде се за пушачи, овде за непушачи, али тие крајности кои министерот за здравство, кој не е ни лекар, него е информатичар, сака нешто да глуми, дека во општеството он ќе биде диктатура на правилата, на автобуска да не можеш да пушиш, да не можеш да пушиш пред зграда, да не можеш, мислам дека тоа вака едно претерување. Сега гледав извештај на Светска здравствена организација. Франција поише се пуши од кај нас. На Светска здравствена завчера објавен извештајот. Ние сме испод 30 нешто посто. Ако тврди министерот дека ние по негова анкета сме биле 48% возрастни дека пушиме. Еве Светска здравствена организација објави. Франција и такви држави се пред нас. Дајте што сакат непушачите и они имаат своји права и треба да ги почитуваме. Но немој да правиш држава да се осеќам као црнец у 50-тите у Америка. Тоа што сум црн, не значи дека не може да седнам у истата кафана или да седнам позади кафаната у друг дел или само за пушачи да има кафани, кај што ќе седнеме да пушиме. А најмногу што ми смета, тоа е нешто што веќе наликува на лошо време на Сталин. Да ги нема цигарите у излог, да ги нема цигарите, сликите од цигарите нигде, да имало бел лист со црни букви, ваков формат и вакви фонт, односно и боја, да биле напишани цигарите. Јас предложив и во филмови во кои што главниот лик пали да цигара, да има рез, затоа што нели тоа може да повлијае. Без оглед дали од 50-тите филмови. Дозволи да се потпишам за оваа твоја изјава, се заблагодарам за споделеното време и се гледаме следна прилика со можеби повеќе детали за твојата најнова специјална истражувачка операција. Па недели ви треба, јас сум пак влатаст, не можам да се појавам туку така. Нема проблем, се гледаме во следна прилика. Ти благодарам. Благодарам. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Тоа беше вечерното шоу за ова петочно издание за оваа недела, за овој месец. Се гледаме во февруари, односно во четврток по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, извлекувајте сопствени заклучоци, а не лупетајте работи какви што слушаме дека некои величини во правосудството решиле и јавно да ги кажуваат. Добра ноќ, Македонијо.
главата горе.